Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Активностите започнаа со распишување на тендерот за изградба на филтер станица за вода за пиење за општина Карбинци. Започна процесот со чие што за окружување ќе се реши проблемот со водоснабдувањето на 3200 жители на општината, а со тоа и пониска цена на водата. Со изградбата на овој капитален објект, селата кои се под општина Карбинци трајно го решаваат проблемот со водоснабдувањето, кој во моментот пијат вода од локални бунари. Таа е прва општина која ги користи средства од владата за ставање во целосна функција на најсовремениот систем за водоснабдување Злетовица. Во овој момент со сирова вода од хидросистемот Злетовица се снабдуваат само две општини, а тоа е Пробиштип и Свети Николе. Но наскоро ќе се приклучи општината Карбинци, бидејќи е прва општина која заврши постапката за изградба на комплетно техничка документација и затоа е и прва општина која ќе ги користи финансиските средства предвидени со акцијскиот план за изградба на филтер станицата со капацитет од 30 до 40 литри во секунда. Градоначалникот на општина Карбинци Јордан Насев истакна дека изградбата на филтер станицата, но и пристапните патишта и цевководи до 8 населени места ќе чини 2,7 милиони евра. Се надевам дека до крајот на месец декември или 23 декември ќе успее Министерството да избере изведувач на овој дел. Вториот дел, кој што треба да биде, ја се надевам дека набрзо на почетокот на следната година, опфаќа пристапен пат од 2300 метра и 18 километри распределителни цевководи до веќе постоечките водоснабдителни системи. Со ова општина Карбинци би добила некаде 1200 домакинства ќе добијат здрава и чиста вода за пиење, или во бројка некаде околу 3200 до 3500 жители, или во проценти над 83% од населението ќе добие здрава вода за пиење. Технологијата на прочистување на оваа вода, сурова вода, е една од пософистицираните, тоа е со ултрафилтрација, со предтретман и може голема количина на сурова вода да се преработува. Со пуштањето на водата од хидросистемот Злетовица ќе се намали цената на водата за пиење. Таа во моментов изнесува 24 денари и се очекува да се намали од 18 на 19 денари. Средствата што ги издвои владата за ставање во целосна функција на хидросистемот Злетовица треба да ги искористат и Штип, Лозово и Свети Николе. Министерот Димковски информираше дека во тек се преговори со Европската инвестициска банка за изградба на втората и третата фаза од хидросистемот Злетовица. Во тек се преговори со Европската инвестициска банка за обезбедување заем за финансирање на реализација на втора и трета фаза од хидросистемот Злетовица, со кои ќе се обезбеди систем за наводнување на 4100 хектари земјоделско земјиште и изградба на 6 мини хидроцентрали. Техничката документација со грант на Европската инвестициска банка во износ од 1,5 милиони евра е веќе изготвен. Со обезбедување на средствата од банката во износ од 50 милиони евра за реализација на втора и трета фаза, целосно ќе се заокружи целиот хидросистем Злетовица. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.